Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на Македонски. Денеска преглед на првиот ден од трите дена предсезонски тестови во Бахрейн. Веднаш интересни случаи на првиот ден од тестирањето, проблеми за Мерцедес, забранителот на титулата, проблеми со менувачот, кој не му дозволија на Валтери Ботас да извози повеќе од еден круг во утринската сесија. Беше заглавен во гаражата повеќе од 3 часови, потоа успеа повторно да излезат на патеката, но Валтери Ботас заврши со салдо од само 6 кругови во тој предпладневен дел од сесијата. Меѓутоа, малце подобро шоу на Мерцедес во вториот дел од денот, би рекол, со тоа што Луис Хамилтон успеа да надополни малку од загубеното време, меѓутоа налетавме на една песочна бура. Сите тимови имаат доста проблеми со навигација низ оваа песочна бура, силен ветер на патеката, многу песок. Гледавме на преносот на секвенците дека болидите буквално беа полни со песок. Навистина им беше оттежнато тестирањето на самите тимови. Деби за Мик Шумахер денеска со Хас, иако би рекол помалку среќно, бидејќи исто како и Мерцедес, тимот на Хас беше принуден да менува менувач на својот болид рано изутрина, па така поголемиот дел од предплането беше изгубен во боксот и Мик Шумахер доби многу мала шанса да направи неколку кругови како дебитант во Формула 1. Леклерк на самиот крај од предплатнениот дел од денешниот тест. Проблеми со моторната единица, се уште официјално не знаеме што точно се случи, меѓутоа болидот во рацете на Леклерк застана, па тој потоа им помогна на стюардите, го истрка болидот настрана. Но добрата вест е дека во вториот дел од денот Карлос Саинц, дебитантот во Ферари, успеа да ја надомести таа проблематика што ја искуси Ферари и успеа да извози едно второ солидно попладне за Скудерија Ферари. Рикардо го одбележа предпладнето со Мекларен како дебитант во Мекларен, постави најдобро време, а конечното најдобро време на денот го има Макс Верстапен со Red Bull. Макс Верстапен во предпладнето и делуваше многу неконзистентен, сите проблеми беа видливи со подуправувањето, би рекол, на болидот, меѓутоа тоа навистина се должеше до временските услови и сите возачи се соочија со истите проблеми. Во вториот дел од денот доста сетап работа направија механичарите на Red Bull, па така да болидот беше многу поконзистентен. Макс Верстапен доста поагресивно ги напаѓаше свиоците и постави најдобро време од 1 минута 30 секунди и 6000 делови од секундата, следен од Ландо Норис од Мекларен со 1 минута 38.89 и трет Окон кој извозе најголем број на кругови денеска со Алпин Рено 1 минута 31 секунда и 146.000 делови од секундата. Се на се интересен прв ден, без многу инциденти, едно црвено знаме, песочна бура, па да се надеваме дека утрешниот ден и во недела ќе имаме многу повеќе биднување на самата патега и ќе имаме многу повеќе информации со кои ќе располагаме. Како и секогаш, ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на Македонски. Лајк, шер, сабскрајб и се слушаме утре и во недела за анализа на вториот и третиот ден од предсезонските тестирања. Поздрав!